Герасимовски, добар ден. За случајот со дивоградбите на Пластичарска, прво, МВР не ви испрати полициска асистенција поради наводен зголемен обем на работа со дојавите за бомби во училиштата. Втор пат, акцијата за рушење се одложи бидејќи Дигу ви ги зема предметите на увид. Добивте одговор од Дигу зошто се земени предметите на увид, што содржи и што ви врати Дигу, записник, решение, што е нивното образложение? Да, како што напоменавте, имавме две решенија за рушење. На првото решение од страна на МВР добивме известување поради зголемен обем на работни обврски во тој период, поради дојава на бомбите, акцијата беше стопирана. На второто барање за асистенција добивме согласност од страна на МВР, но на самиот ден пред отпочнување на реализација, односно на рушење на диоизградените објекти, добивме барање од страна на Дигу за извршување на увид во самите предмети и со тоа се стопираше самата акција. Од страна на Дигу, после известен временски период и по наше барање дополнително за постапување од нивна страна, донесен е записник до општината во кој што се бара да се повтори постапката. На истиот записник и барање од страна на општината доставена е жалба на самиот записник и во меѓувреме дополнително се спрема и тужба на самиот записник до управен суд. Дали има образложение зошто Дигу бара да сапре постапката или да се повтори? Нивното образложение во записникот е нецелосно законски спроведување на самото решение за рушење, на што нашите инспекцијски служби, правни служби не се согласуваат во целост, поради тоа што и самото барање не оди на тој начин директно преку записник, туку преку решение кое што треба да се достави од самото Министерство за транспорт и врски. Дали Дигу може воопшто да бара од вас да повторите постапка, да престане постапка? Да, но процедурата е преку записник кој што треба да се достави директно од Министерството за транспорт и врски. Значи не е директно да пинг-понг да прави со вас, туку треба... Не може да преку записник, туку преку решение кое што треба да се спроведе на друг начин. Случајот е актуелен во јавноста, две дивоградби се на Пластичарска, вредно се работеше на нив, можеби веќе и вселен е некој внатре. Случајот стигна и до владата. Кој се е известен за ова и каков епилог очекувате? Бидејќи сепак на крајот од денот се на ваша територија и е ваша надлежност. Известени се од наша страна сите институции кои што се инволвирани. Известен е владата, директно и самиот премиер. Известен е инспекцијски совет, јавно обвинителство, значи сите институции кои што треба да се известат од наша страна се известени. Што му посочивте на обвинителството? Дадено образложение за целата постапка и до каде исто. Што е вашиот став? Зошто се кочат овие предмети? Знаеме дека Дуи е начело на Дигу, сепак е тоа ваш коалиционен партнер. Зошто во ваква ситуација се доведувате? Зарем различни партии во власта гледаат на објекти за кои што знаеме дека се диво изградени? И предходно говорев и сега ќе се повторам, политиката не треба да се меша во работењето ниту на локалните самоуправи, ниту во делот на законските регулативи. Но факт е дека вашиот коалиционен партнер ве кочи во постапување. Пак ќе се повторам, јас од кога сум влезен во самата општина, политиката имам целосно тргната на страна, работиме целосно во интерес на граѓаните и целосно почитување на законите. Така ќе продолжиме и во наредниот период и ќе дадам се од себе да на целиот случај има завршница. Ве прашувам бидејќи во јавноста има сомнеж за евентуален политички договор да не се постапува со овие габаритни дивоградби, бидејќи некој очигледно, иако се незаконски изградени, навистина се вложувало таму. Не би ја мешал политиката и сум сигурен дека не би застанале политичките партии да бранат дивоградби. Го оправдувате овој начин на постапување на Дигу? Во моментов не, затоа и поднесуваме и жалби и тужби. Каков исход очекувате? Очекуваме да што побрзо
судовите си го дадат своето мислење и продолжи постапката за решавање на овие случаи. Споменавте и претходно дека самиот процес на онеспособување, односно рушење на дивоградбите е скап и долготраен, одат јавни набавки. Имавте и предвидено средства во буџетот конкретно за овие две дивоградби на Пластичарска. Што сега? Парите се замрзнати. До кога може да ги држите? Имаме огромни средства предвидени за рушење за овие два објекти, кои што по овие неколку месеци додека трае целата постапка и процедура и укочување на самите предмети, ни се резервирани средства и за жал не може да постапуваме на отстранување на други дивоградби. Затоа и самата општина донесе одлука заедно со правниот тим да во моментот се одмрзнат средствата поради тоа што и реализација на истите не е законски рок до септември. А во меѓувреме, доколку дај Боже што поскоро добиеме зелена светло за продолжување на постапката за отстранување на овие две дивоградби, ние ќе ги префрлиме средствата, односно преку ребаланс ќе ги предвидиме и за овие два предмети. Така, Како општина, со сигурност ќе обезбедиме средства за продолжување на постапката. Значи цврсти сте на ставот дека тие две дивоградби треба да се рушат. Како што кажав и на почетокот и како што ги видовте сите постапки кои што ги има спроведено општината од почетокот на изградбата на истите, ќе продолжиме во наредниот период да кога ќе добиеме зелена светло страна на институциите, продолжиме со постапката и не е отстранување, пак ќе кажам, оневозможување на функционалност на објектите, поради тоа што и целосно отстранување чини многу повеќе од тоа што го имаме предвидено средства во општина. Благодарам. Благодарам и на вас.